Во ек на грејна сезона и пред веќе најавеното ново покачување на цената на струјата од 1 јануари, количините на резерви јаглен на депонијата во рек Битола се на очајно ниско ниво. Во следните 2 дена со сигурност ќе мора да биде исклучен барем еден блок во термоелектраната, најверојатно третиот. Причината е немањето јаглен, дознава Алфа од своји извори. Од рек Битола пак уверуваат дека јаглен имало доволно за 20 дена, но признаваат дека од 20 декември комбинатот сепак ќе работи со само 2 блока, ама не заради недостиг од јаглен, туку, како што велат, заради редовното освежување на постројките. Рек Битола во моментов располага со околу 305.000 тони јаглен на залиха. Тоа се доволни количини за континуирана работа на рек Битола со сите 3 блока за 20 дена. Предвидено е комбинатот да работи со 3 блока до 20 декември, пошто треба да следува период во кој комбинатот ќе произведува со 2 блока. Долгогодишното искуство покажува дека за време на новогодишните и божикните празници се намалува побарувачката на електрична енергија и затоа тој период се користи за освежување на постројките. Планирани се активности најпрви на блок 3, а потоа и на блок 2. Се вели во одговорот од рек Битола. Инаку, веќе во текот на наредната недела ќе треба да се знае и новата повисока цена на електричната енергија. До сега се знае дека ЕСМ на Евана Хоум ќе и продава за 7% поскапа струја, а додека компаниите побарале поскапување на струјата за домаќинствата од 27%. Напоредно, воведена е и нова ставка пристап до мрежа, за која познавачите велат дека може дополнително да ја оптовари цената на мрежарината ако не се намали за истиот износ кој ќе се наплати од така наречениот данок на луксус.